Почитувани граѓани, објавивме дека Македонија е прва по болниот грип во Европа, што можеше да се дознае од Светската здравствена организација, бидејќи оваа власт во заминување тоа го сокри од граѓаните. Граѓаните мора да ја знаат реалната состојба со грипот и вирусите за да можат соодветно да се грижат за своето здравје. Но тоа не е единствениот пропуст на неодговорната власт. Не е испочитувана препораката на Светската здравствена организација да се вакцинираат 75% од старите лица, како и лицата кои спаѓаат во приоритетните ризични групи. Според официјалните податоци од Институтот за јавно здравје, во земјава набавени се 10 пати помалку вакцини од потребите на граѓаните. Вакцинирани се само 7,7% од лицата на возраст над 65 години и иако децата најчесто заболуваат, вакцинирани се само 10 деца на возраст до 5 години. Посебен проблем е тоа што граѓаните со така наречениот мој термин губат време по ходниците на болниците додека да дојдат до соодветниот лекар за да им ја постави точната дијагноза. А проблем е и тоа што голем број граѓани не може да си дозволат да платат болничко лекување и се лекуваат дома. Со оглед дека епидемиолозите предупредуваат дека пикот на грипот може да се очекува во месец февруари, повеќе од јасно е дека не е доволно продолжувањето на распустот на учениците за само неколку дена. Проблемот и во овој случај е систематски. Оваа несериозна власт, заинтересирана само за тендери, не може да се грижи за здравјето и потребите на граѓаните. Затоа граѓаните избраа промени и тие треба да се преточат во институциите на системот и тоа што побрзо. Здравството е еден од приоритетите во нашиот план за живот во Македонија. Ние ќе воведеме бесплатно болничко лекување за сите, за ничие здравје, повеќе да не зависи од тоа дали има или нема пари. Ќе ја зајакнеме превентивната здравствена заштита во секоја смисла, здравствената едукација за вакцинацијата и ќе ги почитуваме сите светски практики за квалитетна здравствена заштита. Ова се само дел од мерките со кои според највисоките светски стандарди и препораки ќе го штитиме вашето здравје. Нема да дозволиме да се повтори уште една ваква зима за граѓаните на Република Македонија. Благодарам.